Живот во 5 квадрати, вака Муас Мамути од Скопје ги опишува 14 дена поминати во државен карантин. Наместо дома повраќањето од Австрија, организирано со уште 180 други лица, биле однесени во еден од хотелите во Струга. Во соба биле по двајца, без можност за контакт со останатите. Јадењето го носат до вратата, го остават таму и ние после излегуваме и го земаме. Така е редот, бидејќи не остануваат да излегуваме нигде, освен во соба. Полиција има во секој спрат или командири така што ги контролираат, да не прават нешто. Климент Наумов од Охрид пак пандемијата на коронавирусот го затекнала во Франција, каде бил на студиски престој. 2 недели бил во голема неизвестност, се до неговото враќање назад во земјава на 10 април со хуманитарен лет од Париз. Сега е сместен во државен карантин во хотел во Велес. Откако се сместивме, не повика еден по еден да се симнеме во лобито, да не биде извршен лекарски преглед. Не смееме да ги напуштаме собите во никој случај, освен доколку некој нема потреба да му биде извршено тестирање за COVID или доколку не му се влоши зарстената состојба. Климент објаснува дека самите се грижат за хигиената во собата, секојдневно им биле доставувани средства за хигиена, а сметот го одлагале пред врата. Но сепак во сето ова има и нешто позитивно. Му запознал нови пријатели, Климент пак вели дека планира да пишува мемуари. Може само да го користиш времето со читање или активитети физични, нешто така, да бидеш здрав. Ова време го користам да ги направам последните поправки и корекции на мојата докторска дисертација, но исто така и да напишам по нешто и за искуствата кои што ги стекнав за време на мојот студиски престој во Франција и времето кое што го поминав во изолација во семејството на професорката Кристел. На првите групи од околу 2000 лица кои се вратија од странство, а кои беа сместени во дел од хотелите низ земјава, им заврши државниот карантин. На заминување им беа направени дополнителни здравствени прегледи, но тие сега ќе треба да поминат уште 14 дена во задолжителна домашна самоизолација, за што потпишале и соодветни документи. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.